Минути за културата во Македонија наутро, наредниве минути со гостина од студиото 3 на МТВ. Го најавуваме почетокот на 16-тиот интернационален фестивал на пантомима и физички театар Панфис 2023 до 29 април на малата сцена на Македонскиот народен театар, пантомима, буто, физички театар, дружење со светските уметници од овие жанрови на театрот. Деталите ги дознаваме од Твече Георгиев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Вам и на гледачите на утринската програма на Македонската радио и телевизија. Па, ви благодарам пред се на поканата и еве, повторно сме заедно, како да не поминала една година, како вчера да беше што велат. Почнува Панфис, 16-тиот Панфис. Она што е значајно за ова издание, тоа дека ние како и секоја година се трудиме да имаме различни театарски жанрови во изданијата, па така и оваа година, иако скромно, нели, имаме 3 представи кои што се пантомима, физички театар и буто. На почетокот на фестивалот ни гостува лауреатот од 2011 ми се чини година Дамир Дантес со едно ново видување пантомимско во овој случај на страдањата на Исус. Отварањето е на 27 април од 20 часот, како што рековте, на малата сцена на Македонскиот народен театар. И јас ги поканувам сите да дојдат да го видат, да видат таа представа, бидејќи на вистина раритет кај нас да се види едно такво остварување кое што фактички целиот живот, страдањата на Исус ги преточува преку јазикот на пантомимата. Швајцарија, Србија, Романија, уметници ќе видиме различни на сцената на МНТ. Коригирајте ме ако грешам, секоја година се трудите да бидете поинакви, секоја година се трудите да бидете уникатни и публиката веројатно го почитува тоа. Па се надевам дека е така. Еве, например, изминативе пандемски години, ние во ек на оваа голема пандемија што ја зафати планетава, се потрудивме да направиме 2 премиери фестивалски со мојата колешка Ирена Лозинска. Собравме екипа од млади, па и малку постари, нели, актери кои што од различни театри во Скопје и се обидовме во тие, ајде условно да ги наречеме мрачни години, да излеземе надвор од театарската сцена и на платото на Македонскиот народен театар 2 години поред да создадеме 2 премиери кои што наидоа на добар прием кај публиката и покрај тоа и покрај домашните премиери имавме и гости од странство, иако пак ќе кажам скромно во тие пандемски години, сепак одржавме температурата за да еве конечно стигнеме. Лани имавме дури премиера на големата сцена на Македонскиот народен театар, а еве сега сме пак на малата сцена и продолжуваме. Ке се навратам, ги споменавте пандемските години, кога јас и вие лице в лице со маска седевме тука во студиото 3 на МТВ, кога го најавувавме новото издание на Панфис и кога ве прашав од каде толкова храброст во период кога се беше затворено и речиси ништа не функционираше да организирате еден културен настан, вие велите ако сега го згаснеме, тешко дека ќе може да продолжи. Така, да, се уште ми доаѓаат на, како се вели, на Facebook тие фотографии искачаат на зидот и просто се присеќавам на тие моменти кога, нели, како што реков ти, двајцата со маски комунициравме, овде разговаравме за култура, додека луѓе околу нас, нели, за жал умираа, но како што рековте, ако го згасневме тогаш, не бев сигурен дека ќе продолжиме понатаму. За среќа ете успеавме да одржиме некаква температура театарска, продолжуваме понатаму, па ќе видиме до кај ќе стигнеме. Страдањата на Исус ги споменавте утре, перформансот, што е следните денови, каква е програмата и за оние кои што ќе сакаат да дојдат? Така, како што рековме, во четврток е гостинот од Швајцарија Дамир Дантес, во петок ни доаѓа една млада актерка од Србија која што на некој начин ги наследува вештините на буто театарот од нашиот претходен гостин кој што одржа неколку воркшопа овде на фестивалот Марко Нектан. Тоа е Нада Милошевиќ, која што со представата Суштество ќе се представи во петок, исто така во 20 часот на малата сцена на Македонскиот народен театар, а во сабота за затворање го имаме жестокиот Пол Цимпуеру од Романија, кој што со представата Homo Love, човечка љубов,
ќе се физички театар, пантомима, танц, микс, ќе се представи пред македонската публика и се надевам тоа ќе биде едно убаво заокружување на тие 3 театарски дена од фестивалот. Покрај тоа што е уникатен Памфис по видот на уметност кој што им го нуди на публиката, уникатен е и по тоа што сите представи секогаш се бесплатни и што сите граѓани можат да си дозволат минута уметност бесплатно да дојдат. Да. И оваа година е така, билетите треба да се подигнат, предпоставувам, со време и однапред, бидејќи секогаш има интерес за нив. Така. Па, знаете што, во суштина, самиот буџет нас не тера кон мали форми. Иако јас, кога го почнувавме фестивалот со мојата колешка Снежана Коневска-Руси, имавме големи идеи за тоа дека фестивалот ќе се развива во еден, така да речам, поширок размер. Меѓутоа, буџетот секоја година е помалку или повеќе ист. И ние не можеме да напредуваме. Значи, постојат театарски представи во светот, театри кои што се занимаваат со пантомима, цели ансамбли. Но ние не можеме да ги донесеме нив, затоа што толку ние, како што вели народот, чергата. И затоа се решивме, бидејќи сега продолжуваме со тие мали форми, се снаоѓаме како знаеме и умееме со тој буџет, и решивме да не ги оптеретуваме граѓаните и публиката со пари, нели, со плаќање карти, ги пуштаме отворени вратите, сепак билетите треба да се набават, бидејќи на некој начин да кажеме дека е културно тоа. Значи, билетите може да ги подигнат уште од утре, од 14 часот панатаму или пред секоја представа, така што гратис се билетите, нека повели публиката, нека си реши за која представа или сите представи и така натаму. Споминавте, буџетот е скромен, колку и во време на економска криза како што живееме и државата и општествено одговорните компании одвојуваат пари за култура? Па знаете што, јас ретко кога, посебно околу фестивалот, сум се обидувал да барам средства или спонзори. Некако ми е чудно, не е својствено за мене да одам и да се молам, знаете што. Сум се обидувал со писма неколку пати во одредени фирми, но никогаш немало фидбек. И во тој контекст морам да го спомнам господинот Росен Пацов од Ботевград, Бугарија. Тој е еден бизнисмен кој што живее во Брисел, на релација Брисел-Париз. И тој уште 2009 година, кога неговиот пријател Герасим Дишлиев, кој што моментално работи во Цирк де Солеј во Орландо, беше гости на фестивалот и лауреат на наградата, рече дека Трајче, јас колку што можам ќе се обидувам во иднина да ти помагам со некакви скромни средства. Дали го прифаќаш мојата понуда? Јас реков дека секоја понуда, секоја помош е добре дојдена, така што господинот Пацов и ден денес помага околу фестивалот. Може би се скромни средствата, но сепак се значени, бидејќи други извори на средства ние немаме, освен Министерството за култура и оваа мала помош што ја добиваме. Не случајно отворив оваа тема, бидејќи се надевам дека ќе ги има во иднина повеќе, од причина што културата на живење се гради. Бесполезно е да им зборуваме на децата, треба да им покажеме, треба да ги научиме, треба да им ги отвориме патиштата, а вака се прави тоа. Знаете што, јас сум скептик, може би е така малце непријатно, но сум скептик дека ќе се случи нешто позитивно од таа. Човек треба или да гризе со забиза, да моли, да коли, да плаче, но јас во суштина не сум таков. Постојат нели луѓе кои што успеваат да продрат и да добијат такви средства. Јас навистина не знам како се прави тоа и не умеам. И дали со овие скромни средства низ годиниве Памфис ја исполнува својата цел? Во едно интервју низ годиниве, говорејќи за иднината на фестивалот, велите дека не сте загрижен, потенцирајќи дека ќе дојде време кога придобивките од оваа уметност ќе бидат препознаени кај нас. Дојде тоа време? Па не. Како што гледате... Но сте оптимист, тоа ми се допаѓа. Точно, во моментов сум скептик дека нешто ќе се покрене во позитивна насока, но ајде да речеме на долги патеки сум оптимист. Зошто да за годинашното издание на Памфис? Јас знам зошто за гледачите? Па како што рековме, ќе видат 3 различни жанрови. Јас мислам дека успеавме во овие тешки времиња и финансиски и секакви да донесеме артисти кои што навистина во моментов се некако врв во оваа уметност и би било штета да не ги види македонската публика. Затоа да, за
културна, убава, уметничка утдишка од целото стресно секојдневие кое го живееме. Без прекин. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам на поканата. Ние се гледаме на ваш терен. Се надевам.